Ајде да видиме сега што е следно. Значи, за 9-то оделение, наставната единица ни е под име разградувачи. Првата фотографија, ова е еден тип на разградувачи кој што влегува во групата на гази. Прво да се запознаеме со поимот разградувачи. Природата представува сложен систем. Значи, во неа имаме едно правило кое што посилниот ќе го изеде послабиот. Да. Но дали некогаш сме се распрашале во синџирот на исхрана дали постои уште некој друг? Па, најверојатно некои организми кои што... Така. Значи, тука постојат едни мали, ситни организми кои што се наречени разградувачи. Значи, сега, прво да одговориме на прашањето што се разградувачите. Организми кои својата енергија ја добиваат со разградување на мртви тела, отпадни продукти од животните и растенијата. Ние сме свесни дека во секојдневниот живот јадеме јаболки, банани, лупиме крставица, компир, тоа е се органски отпад. Го оставаме, да ќе го фрлиме на некое место и по известно време што ќе забележиме? Ќе забележиме дека тоа ќе почне да се распаѓа. Така, ќе забележиме дека нешто се случува со него. Значи, тоа доаѓа во следна фаза, фаза на распаѓање. Разградувачите се така наречени сапрофаги. Во нив спаѓаат. Значи, тоа се доста голема група. Во нив спаѓаат дождовните црви, габите, мувлите, ларвите од инсектите и бактериите. Значи, еве сега малку да кажеме за дождовните црви. Дождовните црви се оние кои што го прават и хумусот. Значи, се она што паднало на површината на земјата, во дејство на влагата, дождовните црви, тука можеме да ги спомнеме и калифорниските црви, тие прават еден хумус, како плодна почва, која што понатака може да се искористи за нови насади на цвеќиња, раноградинарски култури и така натаму. Многу позната ни е мувла. Ние сме свесни дека, доколку ни остане парче леп дома заборавено во една фиока, така, знае да фати мувла. Мувлата има некаква си боја. Таа боја е веќе зелена, сива, така. Значи има карактеристичен мирис. Дали смееме тој леп да го јадеме, што значи не смееме да го јадеме бидејќи тука има едни делови на мувлата, тоа се дека наречени хифи, кои што можат на нас да ни направат проблеми. Постојат и бактерии. Бактериите се исто така разградувачи. Значи и тие се опасни по нашето здравје, затоа што ние можеме да станеме нивни домаки. Ларви од инсекти. Сме имале парче месо. Сме го фрлиле некаде. По известно време гледаме дека на месото доаѓаат ларви од мува. Значи што прават тие ларви од мува? Почнуваат да го разградуваат и ете така. Значи тоа ни кажува дека нешто се случува под дејство на овие така наречени разградувачи. Начин на исхрана. Пред малку ја спомнавме мувлата, ма еве сега да го кажеме детално. Значи мувлата е изградена од тенки кончасти структури наречени хифи, кои создаваат ензими. Ние знаеме дека во природата постојат биолошки соединенија. Тоа е скробот, протеините, мастите. Меѓутоа сега се задржиме за скробот. Скробот е сложен јаглехидрат. Го има во лебот. Понатака, во лебот има и протеини. Овие две соединенија, скроб и протеини, овие два полимери, ни кажуваат дека представуваат храна за мувлата. Да. Значи, на кој начин мувлата ќе се храни со нив? Значи, ензимите ќе го разградат скробот и протеинот и ќе направат нови молекули кои што се користат од мувлата како извор за енергија. И таа веќе почнува да расте. И како да прави една поголема колона, така, да. Се дуе. Или пак да се создадат нови клетки за растење на оваа мувла. Значи, за исхрана енергија и треба исто така на мувлата, ако таа представува разградувач, меѓутоа и на нејзи треба енергија како и на нас луѓето. Еве, имаме тука една колонија од бактерии. Значи, ова е доста познатата Ешерихија коли, која што е прилично опасна за здравјето на човекот. Да. Значи, овдека имаме исто еден слайд, ова се едни печурки кои што растат. Печурките секогаш бараат некаква си подлога каде што ќе можат да црпат енергија и да се размножуваат. Значење на разградувачите. Што би направиле ние доколку планетата Земја, каде што имаме 7 милиарди луѓе, сите имаме
органски отпад, па понатака имаме изумрени растенија, животни, мртви тела. Што ќе се случи? затрупа од Ќе отпад. се затрупа планетата Земја од отпадоци. Значи, тука доаѓаат веќе главната цел на разградувачите е сите овие отпадни материи, отпадоци, органски отпад, изумрени растителни и животински организми да ги разградат, се со цел да се направи еден вид така наречено чистење на планетата Земја. Значи, со разградувањето на мртвите тела и органскиот отпад, разградувачите ќе овозможат да се искористат сите оние други живи организми кои што ќе бидат атоми или енергија или храна за другите наредни кои што се во синџирот на исхрана. Значи, ние знаеме што е синџир на исхрана. Синџирот на исхрана е еден синџир составен од нишки, од повеќе делови во кои што прво имаме трева, па тревата ќе јадат инсектите, па инсектите ќе ги јадат птиците, па птиците ќе дојде некој грабливец ќе ги грабне со канџите или ќе дојде лисицата, ама кога ќе дојде времето лисицата, волкот, мечката да изумрат, наред ќе дојде или така наречените 5 минути ќе дојдат на разградувачите. Разградувачите, сите овие мртви организми од растенијата, од животните, нивните мртви тела, ќе ги разградат и ќе се создаде енергија. Еве, ние можеме да разбереме на следниот начин. Неколку пати го спомнавме примерот со лисијата. Лисијата, бидејќи планетата Земја, ние настојуваме да ја пошумуваме. Да. Така, сега е пролетта. Во пролета нели се развиваат листовите. Да. Процесот на фотосинтеза трае и така натаму. Меѓутоа, кога ќе дојде есента, сите тие листови, таа лисна маса ќе падне. Како нели имаме листопадни и зимзелени дрвја. Да. Листопадните дрвја ќе ги изгубат лисијата. Сега замислете, на нашава планета, да речеме, има 100 милиони листопадни дрвја. И што ќе се случи со тие листови? Ќе се ако ние се разградуваат, ќе се ние кога излеземе од нашиот дом, нема да можеме да поминеме. Тоа е или после ковид кога ако ги замислиме листовите како пластика. Да. Која што стои. Тоа ќе бидат ридови од листови. Да. Значи, тие листови кои што ќе бидат паднати, ако не постојат разградувачите. А тука се црвите. Значи црвите ќе стапат во акција, што би се рекло, ќе ги разложат, ќе ги разградат листовите и од нив ќе се направи хумус. Понатака, нели, дождовните црви, сите оние други црви, веќе се храна за птиците. Значи, птиците ќе се исхрануваат со црвите кои што се хранеле со лисијата. Значи, понатака во синџирот на исхрана, кога ќе дојде на ред птицата, да ја фати некој грабливец, што ќе се случи? Ќе има повторно храна и за наредната нишка во синџирот на исхрана. Значи, во природата се кружи, така да ништо не се губи, туку само се трансформира од еден во друг вид. Одлично. Сега вака, ние на денешниот час се запознавме со разградувачите. Ние сме свесни дека во секојдневниот живот, ако имаме ставено овошје во една овошна чинија на нашата маса, значи, сме заборавиле едно јаболко и јаболкото седи таму во овошната чинија. По известно време гледаме една дамка. Понатака дамката се проширува. Па понатака се проширува уште повеќе и уште повеќе. Значи, за домашна работа еве учениците може да направат едно истражување. Да земат едно јаболко, да го стават, тоа да биде поставено стриктно на едно место. Значи, никако да не го менуваат. Значи, ние не менуваме на дворешни услови и само да набљудуваат на секој 2 дена што се случува. Да фотографираат и ќе забележат после со текст што забележа. Дали јаболкото станува исто или јаболкото, да речеме, после 2 недели почнува да се што се случува со него? Да се трансформира на некој начин. Дали има некој дошол и некој гостин го трансформира? Не, само тоа е тука имаме, значи тука разградувачите си ја вршат својата основна функција. Го разградуваат органското соединение, значи шекерите, во јаболкото и на тој начин добиваме ние нешто ново. Да. Значи ние сме свесни дека
Дали, еве, ако имаме, спомнахме пред малку за лепчето. Значи, лепчето доколку е мувлосано, не би требало да го јадеме. Меѓутоа, постојат едни сирења, швајцарски, Да, кои што се мувлосани. Значи, пак тие, за оваа област, значи за оваа земја, се деликатес. Меѓутоа, тие се добиени под строго контролирани услови. условија, Ние сме свесни дека човекот прави и млечни производи. Значи, млечните производи доаѓа ферментација, скиселување, нели, на млекото. Па добиваме јогурт, па добиваме кисело млеко, па добиваме сирење. Меѓутоа, тука и ферментација исто така, за да добиеме јаболков оцет. Да. Еве, можеби некои луѓе прават домашен јаболков оцет, затоа што индустрискиот од домашниот е сосема различен. различен, да. Имаме ние уште и ферментација на сладкиот сок од виновата лоза од грозјето. Значи, како се добива виното? Виното се добива на тој начин што се врши ферментација. Ферментација на грозјето, да. Значи, тука веќе доаѓаат бактериите, прават скиселување, односно ферментација, ама ние треба тоа да го правиме под контролирани услови, кога го ставиме виното. Да Самото да скисне, тогаш тоа нема да се што ќе пие. добиеме? Ќе добиеме вински оцет, кој што секако и тоа е многу добар за користење, меѓутоа ние ако сме винари, нашата основна дејност е винарството, ние треба тоа да го вршиме контролирано. Значи, разградувачите во природата се всушност неконтролирани. Тие си имаат свој начин на живот и нормално, ако не се разградувачите, нашата планета Земја би била нешто сосема различно од ова што го имаме ние денес. Нима да можеме да се ослободиме од се што природата или Да. не знам, или ние Затоа луѓето што- или индустријата произведува Така, да не се. затоа што да, ние да. сме свесни. Ние сме свесни кога ќе се расипе едно млеко. Дали има пријатен мирис? Нема Не. воопшто. Кога ќе се расипе, кога ќе се расипе едно парче месо и тоа нема пријатен Нема мирис. пријатен. Значи, всушност разградувачите може да имаат и токсично влијание. Влијание, Поради тоа, ние треба многу да внимаваме на се она што конзумираме во нашата исхрана. Значи, се надевам дека лекцијата на нашите ученици им е јасна, разградувачите треба да ги сватиме за сериозни, бидејќи без нив не би било се она како што ние сме навикнати дека е, ако нив ги нема, би било нешто сосема друго со планетата Земја. Домашната работа ја дадовме, да се набљудува овоше по избор, може да биде и банана, може да биде круша, може да биде јаболко, може да биде едно парче сирење. Значи, А јас сум слушнала и еве вака затоа што имаме време уште додека да завршиме со нашата ТВ ученица, и да речеме за бананата која ќе почнат, сум слушнала, а не знам зошто, може да ни објасните, кога бананата ќе почнат да се појавуваат некакви точки и кога нема да биде така идеално убава жолта, тогаш била поздрава. Значи вака, од нели сега постојат многу утврдења, многу тези, меѓутоа сите ние сме свесни дека бананите се берат зелени. Да. Тие доаѓаат од јужните крајишта. Додека да стигнат овде стануваат веќе додека да жолти. дојдат веќе до нашата трпеза во продавниците да ги земеме од рафтовите, тие се веќе како жолти. Меѓутоа, кога ќе отвориме таква жолта банана, таа некако не ни е баш како дозреана. Така ни доаѓа, како потврда е. тврда. Да. А веќе кога ќе почне да станува малку со црни точки, значи ние тогаш треба да ја изедеме, а да не ја чекаме скроз Да се распадне онака, да поцрни, затоа да. што ако дојде во фаза на распаѓање, Веќе е треба да ни скиселена. текне дека тука се веќе Разградувачите разградувачите, стапиле кои на што функција. веќе ќе почнат да ги разградуваат сите оние органски материи кои што ги има во тоа, да речеме, овоше, конкретно во банана. Значи, друго, ние сме свесни дека постојат и многу габи во природата. Значи, габите се всушност оние печурки кои што ги имаме ние. Значи, дали сите печурки се добри за јадење? Не, некои што имаме и имаме отровни многу печурки. отровни кои што печурки. луѓето Треба може да внимаваме завршат многу. Со фатален крај. Да. Треба да разбереме и треба да научиме дека разградувачите имаат добра улога, меѓутоа нивниот крајен ефект, оние производи што ќе ги создадат, ние не треба да ги конзумираме затоа што може некои да бидат опасни по нашето здравје.
Значи, разградувачите се всушност оние кои што ќе овозможат синџирот на исхрана да продолжи да оди по својот ред, по својот ред и редослед. Сите ние сме свесни дека разградувачите ако не се, дали ќе имаме плодна почва? Нема да имаме плодна почва, затоа што замислете си, пред малку кога зборувавме за почвата, кажавме дека почвата го има хумусот, а хумусот настанал со разградување на сите оние живи организми кои што веќе изумреле и оној органски отпад кој што е веќе во фаза на скапување и распаѓање, а тоа го прават разградувачите и овозможуваат ние да имаме плодна почва која што земјоделците ја користат како животна средина за да не ги засадат сите оние производи кои што ние ќе отидеме на пазарите, ќе ги купиме и ќе ги конзумираме како здрава храна. Уште едно прашање имам. Што се случува да речеме со растенијата кои што еве да речеме или компирите се растат во почвата, не на површината, туку во почвата. Што се случува со компирот доколку не се извади, не се обере или како и да се вика тоа на време? Тој си се распаѓа и си се разградува? Да, затоа што еве на пример ние знаеме дека кога се засадуваат компирите, еве кога е сезоната за садење. Па не знам, на пролет. Добро. Затоа што еве сега, во пролет веќе почнува земјата да се затоплува. Така. Како од сонцето, значи имаме и дождови. Ако компирот остане несобран од нивите, тој во текот на зимскиот период ќе смрзне. Значи штом ќе смрзне, и температурата влијае на тоа разградувачите да можат да дојдат во нивната фаза на разградување. Значи колку потопло, значи кога ќе смрзне и разградувачите не екзистира. Не може да функционира. Меѓутоа, ако оставиме млеко во фрижидер да седи, дали тоа ќе се расипе? Ќе се расипе. Ако не е отворено, зависи како. Значи сега вака, имаме млеко кое што е ставено во фрижидер. Да. И сакаме да го конзумираме. Еве под 2 дена. Нема да се расипе под 2 дена, но толку е на 2 месеци. Доколку седи млекото оставено на кујната на топло. На топло? Што ќе се случи? Па веднаш ќе замириса. Веднаш ќе замириса. Значи, разградувачите, односно сите оние микроорганизми почнуваат со нивната фаза на разградување на млекото, на протеините во млекото, бидејќи млекото се состои најмногу од протеини и имаме и масен дел. Значи, храната за разградувачите се протеините, шекерите и масти. Одлично. Значи, денеска научивме многу работи, другарчиња. Значи, благодариме на часовите. Мило ми беше. Благодариме наставнички. Денеска, што се меравме, учевме стрипови, пишувавме, игравме ликови, не знам, кажувавме приказни, природни науки, учевме се со биологија, со сите ова што го научавме, кое што е навистина корисно. Да, го имавме приубавија час по општество. Да, за конвенцијата на детските права, кој што беше исто така многу корисен за сите нас. Многу корисен. Тука ние завршуваме со нашата денешна ТВ училница и се гледаме утре повторно со нови наставници и нови часови.